До 16 февруари годинава корисниците на гарантирана минимална помош за 2025 година лица кои што живеат под кирија може да аплицираат за субвенционирање на трошоците за домување на материјално и стамбено необезбедени лица од страна на општина Куманово. Овие лица паралелно може да користат и субвенции за комунали, односно за сметки за потрошена вода и смет. До 16 февруари трае и пријавувањето за субвенции за комунални услуги, а може да аплицираат повеќе категории на граѓани. Право на користење на трошоци на комунални услуги, тоест вода и депонирање на смет, спаѓаат неколку категории на луѓе, и тоа самохрани родители, приматели на право на социјална сигурност на лица, односно лица со навршени на 65 години, приматели на право на посебен додаток, тоа се деца со специфични потреби, меѓу кои имаат пречки во телесниот, менталниот, комбинирани пречки во развојот до 26 година. Исто така лица кои живеат на територија на општина Куманово со навршени на 26 години, односно имаат исто така интелектуална попреченост, телесна попреченост, кои се исто така глуви и слепи лица и Даунов синдром, исто така деца без родители и родителска грижа, згрижувачки семејства кои живеат на територија на општина Куманово, што подразбира згрижувачко семејство, и 24 часовна грижа на лицата и возрастните лица кои немаат свое семејство или немаат услови во животот, тоа е собствено семејство, и исто така како и секоја година тука се и стечаните работници. Барањата може да се подигнат во архивата на општина Куманово, тоест на портирницата во зградата на поранешен Козјак, Карши градскиот стадион, во одделението на социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Претходната година имавме околу 580 барања, од кои 449 лица искористија помош, тоест влегува во категоризација. Така да оваа година затоа направивме повикот да трае повеќе време, тоа е 7 месеци до искористување, исто така доколку финансиските средства не ги искористиме, нормално за тековните 11-12 месеци, нормално дека ќе направиме уште еден повик да имаат нашите граѓани шанса уште еднаш да аплицираат и да ги искористиме сите овие средства кои буџетот на општина Куманово заедно, како што кажав, градоначалникот Максим Димитриевски, советот обезбедија финансиски средства и сакаме да им излеземе во пресет на сите наши граѓани кои имаат реална потреба од било каква помош, бидејќи овие категории на лица се најранливи во нашиот град. Исто така лицата кои ние како општина, како сектор ги субвенционираме, тоест лицата кои имаат право на покривање на трошоци на кирија, тука спаѓаат категории на лица кои имаат статус на гарантирана минимална помош, ГМП, стамбено необезбедените лица кои живеат на општина Куманово, кои живеат под кирија. Општина Куманово тука им помага, излегува во пресет и им помага со плаќање на кирија.